Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во последното издание за 24 од Сестрце за 2015 година. Низ целата година во нашата емисија имавме најразлични теми, најразлични гостувања и секако ви дававме одговор на многу прашања кои што вас ви измачуваа. Секако дека во 2015-та во рамките на 24 од Сестрце започна и новиот циклус на емисии наречен Откриени тајни, заедно со доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Во оваа емисија секако заедно со него отворивме многу интересни теми на кои што дадовме одговори на прашања кои што вас ве засегаат. Верувам дека со сето тоа многу ви помогнавме и дека редовно не следевте. Останете и денеска на 24 вести. За кратко започнува уште една Откриени тајни. Токму така, драги гледачи, започнува и последната Откриени тајни за 2015 година. Во оваа емисија зборувавме за многу теми, поврзани секако со умот. Откривме што е тоа аналитичен, што е реактивен ум. Ви дадовме совети како да имате поголема самодоверба, како да се разбирате повеќе со луѓето во вашето опкружување. Секако зборувавме и за тоа на кој начин да ја направите работата да ви биде полесна. Зборувавме и за стресот, секако. Споменавме и зошто во одредени ситуации се однесуваме и налекуваме на луѓе блиски од нашето опкружување. Имавме навистина многу интересни теми. Секако во 2016-та ќе продолжиме и понатаму, но во денешната Откриени тајни, заедно со доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, ќе направиме една куса ретроспектива за сето она на кое што зборувавме во нашата емисија Откриени тајни. Останете со нас. Ја започнуваме последната Откриени тајни за 2015 година. Жарко, добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Сања, добро ме најдов. Последна емисија 24 од Сестрце за 2015 и секако последна Откриени тајни. Чест и задоволство беше да се соработува во изминатата година со вас и секако да се подготват интересни теми кои што заедно им ги пласиравме на нашите гледачи секое утро од 9 часот и 15 минути во четвртокот. Тоа беше нашиот ден, на публиката веќе и научија дека во четврток има Откриени тајни и навистина за многу кус период заедно со вас успеавме да ја придобиеме телевизиската публика пред ТВ екраните, заедно да не следат секое утро. Да се навратиме на самиот почеток. Вие од неодамна соработувате со нас во 24 сте редовен и драг гостин. На ЕТВ имаме и некои 20-тина, можеби не толку, меѓутоа гостувања кои што се направени во нашата телевизија, меѓу кои и циклусот Откриени тајни. Да. Добро утро на сите наши драги гледачи. Добро утро, Сања, ми е чест и задоволство да бидам ваш гостин. Дефинитивно оваа соработка почнавме. Ми беше драго и ја паметам првата емисија која дојдов кај вас на телевизија и се одушевив од позитивноста твоја и од позитивноста на утринската програма, на вашето мото. Така да секако мислам дека добро се вклопив во тоа што ви имавте, да го кажете и некако спонтано работите се склопија едни со други и се надевам на задоволство на гледачите секако. Секако дека вашето гостување во нашата телевизија, во нашите емисии се поклопува токму и во мотото на телевизиската емисија 24 од Сестрце, која што се емитува секој работен ден од 9 часот и 15 минути, а секако мотото на оваа емисија е заедно сите да се бориме да ја подигнеме својата свест, да го направиме животот да ни биде полесен и да ги надминеме животните потешкоти и препреки кои што секојдневно застануваат пред нас. Токму темите во Откриени тајни се сопаѓаат навистина добро со мотото на нашата емисија и можеби токму и поради тоа нашите гледачи навистина го ценат вашето гостување во 24 од Сестрце. Јас фактички вашето мото го видов неколку емисии од кога прв пат гостува во вашата емисија и се запрепастив колку мотото на утринската програма сите заедно против животните пречки и сите заедно да ја зголеме свесноста на сите нас при убаво мото, колку се вклопува со сето тоа што ми е моја цел и што сакам да го направам, да кажеме, со моите гостувања во вашата емисија, така да многу убаво се вклопија. Пак ќе кажам, вашето мото и моето мото и тоа што сакам да го постигнам. Поради тоа што изминува 2015 година, она што сакаме да го направиме, да испратиме годината, навраќајќи се малку на некои од работите кои што ги имаме споменато во претходните емисии. Свесни сме дека секој четврток имаме луѓе кои што се нови, кои што се вклучуваат, кои што се заинтересирани за
ваков вид на разговори и вакви теми. Така да решивме за оваа емисија да направиме мала рекапитулација на некои од клучните, да кажеме, емисии. Ние направивме многу емисии, не можеме се да опфатиме во оваа, но дефинитивно ќе се навратиме и она што е интересно е на крајот секој ќе дадеме нешто ново и ќе ги најавиме сите нови емисии кои што ќе ги очекуваат нашите гледачи во 2016, поради тоа што имаме спремно огромен број на убави теми во наредната година. На самиот почеток од вашето гостување во нашата телевизија, кога дојдовте кај нас во емисијата 24 од се срце, откривме дека всушност умот кој што ни ги создава можеби потешкотиите и умот кој што во одредени ситуации ни помага полесно да стигнеме до целите во животот, се состои од два дела, аналитичен и реактивен. Тоа беше навистина интересна тема. Откривме зошто во животот ни се создаваат потешкоти и проблеми, зошто имаме можеби одредени трауми, зашто при одредени мириси, состојби реагираме на ваков или онаков начин, па на самиот почеток од денешната ретроспектива малку повеќе за овие делови од умот, за аналитичниот и за реактивниот, да се навратиме на нас. Точно. Првата емисија, моето прво гостување во утринската програма Сања кај тебе беше баш на тема што е тоа ум и разговаравме дека умот како термин е различен од мозокот. Мозокот и умот се две различни работи, но умот како функција има доминантна улога и е над, по функционалност над мозокот, поради тоа што ги контролира фактички сите останати на некој начин делови од нашето тело, вклучувајќи го и мозокот кој што па ги контролира останатите делови од телото. Умот е ретко дефиниран, но е убаво да дадеме дефиниција, затоа што во секоја една емисија се обидувавме да дефинираме клучни и животни поими кои што се едноставно некако без дефиниција и потешко да се разберат. Умот е фактички композит на слики. Баш како што камерата во овој момент снима слики, рековме дека и умот снима слики, снима огромен број на слики во секоја секунда, во секој момент, и во тие слики се снимени мирис, допир, емоција, сите перцепции кои што човекот може да ги има во тој момент се снимаат во тие слики и тие слики се складираат во умот. Фактички умот е склад на слики. Можеме да кажеме дека е една меморија на сето она што ни се случува нас во секојдневието. И она што е интересно е дека човекот не може да прекине да снима слики. Оваа камера има стоп копче и има копче за враќање. Меѓутоа умот е малку потешко. Умот нема стоп копче, поради тоа што не можете да речете од сега па натаму не снимам ништо. И еве чисто како вежба за нашите гледачи може да ги затворат очите да се присетат на што се случило во вчерашниот ден. Не морат ни да ги затворат очите. Ќе се присетат на тие слики од вчера, од изминатиот период, може да се навратат кога биле многу млади, например во првиот школски ден или кој им бил со кого седеле во клупа во средно или како мирисала училницата, може да се присетат на звуците во салата по физичко, например, како шкрипел паркетот или удирањето на топките, за жал мирисот на прашината некојаш и така натаму, ќе видите дека сето тоа се уште складирано во нашиот ум и тие записи се трајни и тие записи се складираат во тој ум и имаме, како што и кажа Сања, два дела на умот. Едниот се вика аналитичен ум. Аналитичниот ум е умот кој што ги користи овие слики на свесно ниво, на здраворазумно ниво и ги користи тие информации кои што се во форма на слики да пресметува и да донесува одлуки за иднината. Пример, ако имаме слика дека, не знам, сме биле во некој ресторан или сме биле на некоја прослава, во некој место ја знаеме каква е атмосферата, каква била музиката, каков бил амбиентот, каква била храната. Сето тоа се податоци кои што се складирани во умот и може во нареден период сакаме да изнесеме некои наши пријатели на некоја вечера и одеднаш почнуваме да ги листаме тие слики од аналитичниот ум и она што се случува ги анализираме тие минати мемории за да можеме да донесеме одлука за тоа да кажеме каде сакаме овие гости кои што сега ни се дојдени, каде сакаме да ги изнесеме. Така да аналитичниот ум се вика аналитичен поради тоа што ги анализира сите тие податоци кои што се снимени во него. Тоа секако беше аналитичниот ум, оној кој што ни помага во животот. Меѓутоа, она против кого се бориме е реактивниот ум, за кој што навистина многу слушавме во изминатата година и ќе слушаме, верувам, и понатаму во 2016-та, зошто реактивниот ум ни прави потешкоти и зошто е тој дел толку проблематичен од нашиот ум и кој е начинот и дали постои начин сите тие работи кои што тој ни ги создава да ги разрешиме, она што зборувавме во 2015-та година, сега само накратко. Точно. Значи, реактивниот ум е еден друг дел од умот, кој што
каде што се снимени моментите и искуствата кои што се болни од нашето постоење. Под болни подразбираме и физички болни искуства и ментално болни или духовно болни искуства. Значи моменти каде што сме имале физичка болка, каде што сме биле повредени, каде што сме биле, сме имале некоја интервенција по болница, каде што нашата свесност била во поголем или помал степен намалена. Тоа што е интересно и што можат самите гледачи да го заклучат, кога човекот добива болка, тогаш свесноста се намалува. Тој свесен или аналитичен ум се гаси во поголем или помал степен, се вклучува реактивниот ум и тие моменти од физичка болка или пак болна емоција се складираат во тој реактивен ум и тоа се моменти во кои што по поголем или помал степен сме биле во безсознание. Значи, пак ќе кажам, моменти кога сме паднале, кога сме се чукнале, кога сме се удриле, кога сме загубиле некој кој што ни бил драг, каде што снимале некаков неуспех, каде што сме го загубиле нашиот можеби интегритет, каде што сме загубиле некој кој што сме сакале, кога сме имале некакви операции и така натаму. Значи, моменти каде што сме имале поголем или помала несвесност, умот продолжува да снима слики, значи оваа камера не прекинува, но тој на некој начин како камерманот да заспие. И продолжува камерата да снима и ќе се разбуди камерманот и не знае што е снимено на камерата. Камерата продолжила да снима, снимките се тука, но да кажеме кога ќе се разбудиме од тој несвесен период. И пак ќе кажам, не мора човекот да е целосно во несвест. Дури кога ќе загубиме некој близок, ќе видите дека имаме период каде што иако сме будни, ние не сме целосно свесни за сето тоа што ни се случува. Перцепциите ни се намалуваат затоа што таа болка делува на тој начин да свесноста се гаси. Така да сите тие искуства се снимени во тој реактивен ум и на некој начин кога ќе се разбудиме од тоа безсознание, сите тие моменти оставаат траг, односно остануваат снимени во нашиот ум. И она што е интересно е дека дадени моменти од сегашноста почнуваат да ги реактивираат тие записи, болни искуства од минатото. Чисто како пример, во колку имате некој човек можеби кога се судрил и направил судар со кола, има траума од тој момент и ќе видите дури кога е на сувозачкото место, ако се приближи малку до колата, ќе почне да кочи самиот тој, затоа што реактивниот ум почна да предизвикува реакција. Се вика реактивен ум затоа што функционира врз база на дразба реакција. Или ќе видите некој кој што можеби имал таква некоја несреќа, после тоа веќе не сака да вози кола поради тоа што се реактивираат такви слики, или пак можеби како помалку испрашале на час и не знаел и го прекорила учителката или му се смееле другарчињата и после тоа ќе видите дека не сака да збори човекот понатаму на јавни настани или на јавни места, поради тоа што дадени трауми од минатото нешто во сегашноста ги реактивира. И човекот почна да се однесува, да кажеме, несоодветно за тој момент кој што е во сегашноста, поради тоа што реактивниот ум го поистоветува погрешно моментот во сегашноста со моментот во минатото, поради тоа што има некои сличности во сегашноста. Или ќе видите, некојаш во сегашноста некои мириси може да не натера да добиваме нагон на повраќање. Или некој мирис само ќе го помирисате, ќе почне да ве боли глава. Или ќе поминете покрај болница, или ќе слушнете амбулантна кола, и самиот тој звук може подсвесно да ве наврати на некои непријатни болни искуства од минатото и во самиот тој момент, за барем дел од времето, во тој момент да човекот се чувствува неубаво. Или ќе дојдете дома, или ќе отидете на работа и некој луѓе ми кажуваат само што ќе го пречекорам прагот на работното место и ќе почувствувам мирисот на просторот, некои негативни емоции доаѓаат или ќе се имате кавги во домот и ќе влезете дома, ќе ослушнете фреквенцијата на гласот на мајката, таткото, сопругот, сопругата и одеднаш има некаква реакција што се јавува кај вас и таа реакција знае да предизвика несоодветни работи кои што може да произлезат од вас, одеднаш ќе почнете да кажувате работи кои што за после тоа се каете или некои емоции или дадени чувства или дадени работи кои што вие не можете да ги контролирате. И затоа реактивниот ум е многу битно да се ослободиме од реактивниот ум. Ние секогаш говориме како да се ослободиме од реактивниот ум. Има начин како да се ослободиме од реактивниот ум, поради тоа што реактивниот ум баш е така именуван поради тоа што функционира врз база на дразба реакција. Како некој копче ќе стиснете, ќе видите дома децата се специјалисти ќе го стиснат точно копчето, некојаш на родителите ќе избумнат имате дадена манифестација или пак воспротивно, некојаш родителите знаат да им стиснат копче на децата, па децата да избумнат или сопругот со сопругата или на работа, ќе видите имате даден збор, даден термин, дадена емоција
кој што ако ја кажете, ќе видите дека тој реактивен ум почнува да се манифестира и од вас почнува да добива некој наплив на негативности, негативни емоции, чувства кои што не ги сакате, ама е тешко да ги контролирате. Секако, ова е само накратко за аналитичниот и за реактивниот ум, едно од нашите први теми во вашите гостувања. Едно од поинтересните теми во Откриени тајни, која што најде на голем интерес кај нашите гледачи и сограѓани во градот Скопје, секако и низ Македонија, и оние кои што преку сателит секако не следат и надвор од Македонија, не само тука. Емисијата Откриени тајни се гледа надалеку низ светот секаде, онаму каде што всушност и не разбираат што зборуваме. Е темата во која што излеговме и на улиците и ги прашавме и нашите сограѓани, дали во одреден момент кога сте напнати, нервозни или под стрес, сте се виделе во улога на некој друг, односно сте одреагирале на начин соодветен на вашата мајка, татко, баба, дедо, некој од вашето блиско опкружување. Вие ни дадовте навистина интересни одговори зошто е тоа така и зошто во одредени ситуации навлегуваме во туги идентитети. Да. Рековме дека имаме дадени ситуации во нашиот живот кога почнуваме да се однесуваме како некој друг. Прашањето беше на кого личите кога се љутите или будните. И еднаш луѓето се најдоа во ситуација да го одговорат тоа прашање и речат, па добро, ја кога се лутам или кога се будам и кога сум нервозен, почнувам да заличувам на татко ми, почнувам да заличувам на мајка ми, ги кажувам истите зборови како што ги кажувал. На кој некогаш сум се смеел, веројатно. Дефинитивно, порано сме се смееле на тие зборови, но ќе видите како тече животот, почнуваме да наликуваме за жал и да ги превземаме тие идентитети. И фактички, она што е интересно е ги преземаме идентитетите против кои што сме се бореле. Ќе видите имало ситуации во кога сме биле помлади кога нешто све ни пречело, можеби од едниот од родителите. И сме се обиделе да го стопираме тоа, и сме се обиделе да се бориме против тој идентитет. Интересен феномен е како умот функционира. Се против кое што се борите го привлекувате, фактички се зближувате до тоа нешто. И секогаш кога човекот се бори против некаков идентитет, кога дава отпор против тој идентитет, го привлекува тој идентитет да дојде се поблиску и поблиску до него, и за жал ќе видите многу често луѓето против кои што најмногу сте се бореле како помлади, кои што многу ви пречеле, во подоцнешниот период може да почнете да заликувате баш на тие луѓе, да почнете да ги користите баш нивните фрази и зборови кои што тие ги користеле. И рековме дека човекот како одминува животот, многу често зборевме за колку децата се позитивни, колку сите знаат што сакаат на почетокот, ги знаеме нашите соништа, ги знаеме нашите цели. И рековме дека во текот на животот имаме околина која што некош ни ги наметнува целите, ни наметнува како треба да изгледаме, како треба да се однесуваме. И рековме дека како одминува животот, дека во даден временски период можда да почнеме да следиме цели кои што и не се наши. Можда е да почнеме да следиме цели кои што се на некој друг. И кажавме еден друг начин за преземање на туѓи идентитети е дека многу често кога ќе загубиме некој кој што ни бил близок или кој што сме го сакале, за да на некој начин го оживееме и да го донесеме повторно во живот, влагаме во неговите чевли и на некој начин го доодуваме неговиот живот. Можеби таткото сакал детево да работи баш тоа што он го имал како професија и да го наследи, но детето не го сакал тоа. На почетокот и успешно бил у тоа што тој го сакал и го креирал тоа што тој го сакал, но можеби таткото ќе почине или таткото не успел или нешто му се случило во животот. Од жал за таткото, со желба да го оживее својот татко, многу често ќе видите во такви моменти он ги променува своите цели, своите планови и почнува да влага во чевлите на родителот да го доживее неговата цел и неговиот пат, но за жал тука пак и нема успех, поради тоа што ако не се зафатиме да го работиме тоа што стварно го сакаме да го правиме од срце и почнуваме да работиме некоја работа од жал за некој друг и да оживееме некој кој што е одамна заминат, ќе видите дека тука тоа не може да се поистовети со успехот, тоа неминовно нема да резултира само по себе со успех. Но е многу битно да се освестат тие моменти, да се рече, чекај, чив живот ја живеам? Дали ова животот кој што ја го сакам? Дали ова животот кој што јас сум го зацртал? Дали се ова со ништата кои што сум ги имал од секогаш? Дали ова во склад со моите таленти и способности кои што ја природно ги имам? Дали овие таленти и способности и мој афинитет за работата која што имам е во склад со тоа што го правам како професија во овој момент? Или можеби сето тоа е скршнато и трнато на страна
поради тоа што можеби некој од нашата околина го сакал тоа или можеби не го сакал, а ние сме сакале на некој начин да му помогнеме на чуден начин на некого, или да го живееме некого, или да задоволиме некого, или да бидеме добри во очите на некого, за да имаат и тие согласност со нас. Така да зборевме на тема идентитети и зборевме колку е битно луѓето да ги пронајдат своите цели, своите таленти, своите способности, затоа што само пронаоѓајќи тие вистински вредности, вистински способности за кои што ние сме способни, кои што ние ги сакаме, можеме да зацртаме пат во нашиот живот кој што ќе биде успешен и пат кој што сами ќе го одредиме. И рековме дека во самата книга Дианетика, кој што многу често ја спомнуваме, поради тоа што е решение за човекот да се ослободи од тој реактивен ум, да се ослободи од тие туѓи идентитети. Знаете, затоа што личноста е личност и како имаме идентитети, како тоа се како палта што ги облакаме врз нас. Но тоа се туѓи идентитети, тоа се туѓи мисли, туѓи размисли, туѓи ставови кон животот. Ќе видите, сте имале еден став на почетокот за животот, одминува животот, ќе почнете да го менувате ставот и ќе речеш, овој став е едино нешто кој што ме потсеќа можеби ставот на мајкам или ставот на татком или ставот на вујком или ставот на бабам или кој да е. И не дека има у тие ставови нешто лошо, но целата работа е дал вие го согледувате животот од вашата точка на гледиште и она што е во склад со вашиот афинитет, со тоа што вие се согласувате или не. Така да дианетиката ги вади сите тие туѓи идентитети и на некој начин вие се излагате самиот и се осознавате самиот и осознавате кои се вашите вистински способности, цели и амбиции во животот. Жарко, една од емисиите која што најде на голем интерес и за која што добивме многу позитивни коментари, беше емисијата во која што разговаравме за самодовербата и како да ја зголемиме својата сигурност. Тука имаше навистина позитивни коментари од гледачите, имаше навистина што да се чуе во таа емисија, оние кои што ја пропуштија, достапна е се уште на социјалните мрежи. Денеска само накратко да се навратиме и на оваа тема. Да, самодовербата е една од темите кои што и сигурност и самодовербата е една од темите за кои што луѓето се заинтересирани да слушнат. Дури на моите предавања, тоа заедно со тонската скала на емоции, едно од посетуваните предавања, најбараните предавања кои што ги имаме. И како и секоја емисија, така и тргнавме да дефинираме што е тоа самодоверба. И рековме дека тоа е верба во сопствената способност да се носат одлуки и да се верува во одлуките кои што ние ќе ги донесеме. Знаете, многу често за да донесеме некоја одлука почнуваме да се консултираме со околината. Да го направам ова или да го направам ова или да го направам. Ако го одлучам ова, и рековме дека тоа е прв показател за немање на самодоверба, затоа што самодоверба е верба во тоа што вие ќе го одлучите. И човекот треба да има верба во сопствената одлука. И рековме дека тоа е поврзано со страх од последици. И рековме дека човекот некојаш не сака да преземе одговорност за одлуката што ќе донесе, поради тоа што преземање на одлука само по себе подразбира дека нешто ќе се деси во физичкиот универзум. Ако не ќете ништо да се деси во физичкиот универзум, само нема да донесувате одлуки. Ако не донесуваме одлуки, нема никаква акција. И поради тоа кога човекот ќе донесе одлука, е свесен дека самото донесување на одлука подразбира некаква сигурност, а самата сигурност не тера на нешто да направиме. Така да воколку не донесуваме одлука, немаме ни сигурност во нас. Гледате, сигурноста за нештата е, ја би рекол, магијата на животот. Ако имате сигурност, тогаш целиот физички универзум се подредува на тоа што во кое што вие сте сигурни. Воколку имате сомнеш, гледате, вашите мисли не се чисти. Мислата е секојаш над физичкиот универзум. Зборевме за тоа во многу емисии, во оваа емисија мислам дека нема да имаме доволно време да се навратиме поради огромен број на теми што пативме, но воколку мислата не е јасна, воколку мислата не е чиста, воколку не сте 100% на чисто и на јасно што е тоа што сакате да го направите, кој пат да почнете да го чекорите, тогаш се ствари конфузија во физичкиот универзум. Во физичкиот универзум ништо нема да ви врати воколку вие не сте сигурни во вашата мисла. Не сте 100% убедени дека тоа е патот. Видите, кога ќе ги расчистите вашите мисли од вашите конфузии, кога тие ќе се подредат, физичкиот универзум само се повинува на вашата одлука и намера што имате. Но тоа да се деси, да имате сигурност, мора да донесете одлука на еден или на друг начин. И тоа подразбира да преземете одговорност дека ќе го чекорите вашиот пат. И знаете, кога ќе тргнете да го чекорите вашиот пат, тоа е фактички сигурноста. И немаме друга сигурност. Гледате, се останато е замена за сигурност.
Знаете, ама прво ми треба ова, па прво ми треба средства, па прво ми треба ова да го направам, па прво ова ако се деси, ја тек тогаш ќе тргнам. Така не иде. Прво треба да одлучиме дека тргаме. Прво треба да видиме дека мислите ни се на чисто што е тоа што сакаме да го направиме. Тргаме и тек после физичкиот универзум реагира и тоа реагира на нашата чиста мисла. Така да дефинитивно самодовербата, сигурноста се поврзани со тоа, со носење на одлуки, со зацртување на својот пат и да имате храброст да годите својот пат. И рековме дека една од дефинициите на храброст беше да имаме волност да искреираме некаков ефект, нешто сакаме да направиме. И да тргнеме по тој пат, наспроти сите шанси да не успееме. Видите, храброст подразбира да имате шанса за неуспех, но тоа подразбира дека мора да зачекориме по некој пат, каде што можеби не е целосно предвиден секој чекор. Океј, но тргаме. Ако имаме јасна мисла и ако знаеме дека сакаме да тргнеме по тој пат, самата мисла ќе ви го најде патот. Ако е доволно јасна, доволно чиста, она ќе си го трасира тој пат. И кога ќе пуштите таа чиста мисла, ќе видите патот ќе се расчисти, ќе ги видите кои се Празнична волшебна ноќ, онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствуваја магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Новогодишните магични моменти, незамисливи без вашиот омилен кабелски оператор. Среќни новогодишни и божикни празници. Телекабел. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. Секако пократкиот блок реклами се враќаме и продолжуваме со ретроспективата на годината која што помина, 24 од сестрци и откриени тајни, секако гостувањето на нашиот драг гостин, доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Многу емисии, многу интересни теми, меѓутоа тоа е само почеток на нашето дружење 2016-та, веруваме дека ќе биде многу побогата и секако Жарко ќе имаме многу теми на кои што ќе разговараме. Сега се навраќаме на темите од 2015-та година, една од темите која што беше навистина интересна и тема која што верувам на многумина им помогна, им даде одговор како да ги подобрат односите со луѓето околу нив, односно како да се има подобро разбирање со околината. Тука беше тој еден триаголник кој што во последните неколку емисии го гледавме во секоја емисија, триаголникот афинитет, реалност, комуникација, оној магичен триаголник кој што може многу да ни помогне да направиме да се разбираме и да имаме многу подобра комуникација со луѓето околу нас, да се навратиме малку и на оваа тема. Да, фактички ова емисија ќе биде добра стартна основа за сите емисии во 2016 година и како што кажа Сања, ги имаме сите на социјалните мрежи, на мојот Facebook профил, можат околу гледачите се заинтересирани да дознаат многу повеќе од овој краток разговор, да кажеме за сите овие теми што ги имаме, може да се најдат сите тие целосно 45 минутни емисии на со многу одговори и многу прашања секако. Да, на мојата Facebook страна, да кажем. Спомнавме дека имаме еден триаголник кој што е магичен триаголник, би рекол, со кој што човекот може да го зголеми разбирањето со околината. И ако видите дека разбирањето се состои од 3 дела, се состои од афинитет, реалност, што значи согласување и комуникација. Овие 3 дела, 3 работи се поврзани и прават една целина. Тоест прават еден триаголник. Значи триаголникот има во едниот од тој агол афинитет. Афинитет значи степен на допаѓање или колку сакате да завземете простор со некој друг човек. Ако ја прегледаме и оваа скала на емоции, кој што секако мислам дека по одзивот ни беше најпопуларна емисија, ќе видите дека ова е скала фактички на афинитет. Значи тие емоции кои што ги имаме ние во нашето постоење се афинитет. Афинитетот можеме да кажеме дека е емоција, но уште подобра дефиниција за афинитет е волност да се завземе
ист простор со некој друг. Кога имате многу афинитет за некој човек, сакате да бидете со тој човек. Сте заедно, ве спојува нешто како магнет. Така да сте плюси, минуси, едноставно работите ќе се спојат. Така да, но имате и негативен афинитет. Имате плюси, одеднаш Минус. и одеднаш ќе се раздвојат. Луѓето поради тоа што ќе видите афинитетот се менува, емоциите се менуваат. Како паѓаат овие емоции, можеме да кажеме дека и афинитетот се менува. Значи, колку човекот има поголем афинитет за некого, земете внуката, синот, најдобрата другарка, најдобриот пријател, ќе видите дека имате толку многу афинитет за тој човек што сакате да бидете цело време заедно. Вториот агол од триаголникот е реалност, или реалност можеме да кажеме дека е согласување. На кои теми се согласуваме? Кога имате луѓе со кои што се согласувате на многу теми животни, се согласувате за дадени работи, тогаш велиме дека имаме иста реалност. Тоа пак што е интересно е дека афинитетот, тоест емоциите на луѓето, зависно од емоциите се менува исто така и реалноста на некој човек. Гледате, можеме да имаме реалност на овие тонови кои што се високи тонови, како што се акција, развеселеност, ентузијазам и така натаму, кои што имаат реалност за животот една. Дека иднината е убава и дека сакаме да крираме и дека се е окей, не гледат многу во препреки, него гледат во решенија и така натаму. И ќе видите дека ако луѓето се двајцата на ентузијазам, да кажеме, ќе се сложуваат и ќе се согласуваат на многу теми. Но воколку едниот е на некоја висока емоција, другиот да кажеме е на апатија, едниот е на ентузијазам, а другиот е на апатија, ќе видите поради самиот афинитет различен, поради самата различна емоција, реалноста ќе биде различна. Тоест ќе имаат повеќе несогласување отколку што ќе имаат согласување. Можеби едниот мисли дека иднината е убава, другиот мисли дека нема иднина. И како можеш така да размислуваш дека може да има убава иднина? Така да немаат согласување еден со друг. Едниот мисли на еден начин, другиот мисли на друг начин, има спротивставеност во мислењата и тука веќе немаме согласување, туку имаме несогласување. Кога имате согласување со некој човек, ќе видите дека самото согласување пак ќе ви налага да имате повеќе афинитет со тој човек. Значи, ако имате афинитет, може да имате и согласување, во кога имате согласување ќе се развие и афинитетот. И третиот агол од овој триаголник е комуникацијата, и комуникацијата е најбитен дел од овој триаголник, поради тоа што со комуникација може да ги креирате и да ги предизвикате и согласувањето и афинитетот на дадена тема. Значи имаме триаголник, имаме афинитет, реалност и комуникација, и овие три елементи се поврзани, и кога ги имаме сите три, во тој момент тоа резултира во разбирање. Пример, наоѓате некој човек кој што не го познавате, можеби сте на аеродром, седите и едноставно сакате да влезете во комуникација со некој и гледате некој магазин кој што вас ви е омилениот магазин. Гледате, тоа е истата реалност. Инстант имате согласување за тој човек. Си кажеш, вау, овој магазин кој што го читам јас е редок, него имаат многу луѓе што го сакаат. Веднаш го гледаш дека и самиот човек го чита или ја чита истата книга и ти се развива афинитет. Ти доаѓа желба уште повеќе да влезеш во комуникација со тој човек. И почнуваш да комуницираш, значи го ширите аголот на комуникација, почнувате да комуницирате, доаѓате до реалноста дека тој обожава таа книга, или тој часопис, или тој магазин, и еднаш ќе видите колку имате повеќе афинитет, викате, ајде ќе идеме на кафе, имаме други теми на кои што ќе разговараме. И еднаш ќе се зголеми тој триаголник. И ќе видите дека кога ќе најдете други теми со комуникацијата, значи други согласувања, други работи за кои што се согласувате во животот, ќе видите дека и тој се согласува на некоја тема која што вие обожавате. И однаш имате уште повеќе афинитет за тој човек. И на тој начин овој триаголник расте. И самите гледачи може да заклучат како една вежба. Нека размислат, нека најдат некој човек во околината за кој што имате многу голем афинитет. Ќе видите дека со тој човек имате веднаш разбирање. Или ако најдете човек со кој што имате согласување, ќе видите дека имате разбирање. Човек со кој што имате многу добра комуникација, ќе видите дека имате разбирање. Но, ако помислите на некој човек со кој што немате афинитет, ќе видите дека веднаш разбирањето фали. Или ако помислите на некој човек со кој што не се согласувате, ќе видите дека разбирањето го нема. Ако помислите на некој човек со кој што немате добра комуникација, ќе видите дека разбирањето пак фали. Така да овие три елементи се основни за да имаме разбирање, а комуникацијата е влезната врата
со која што можеме да разрешиме било какви конфликти. Можеби сте имале несогласување некакво, но ако не влезете во комуникација, да најдете целата ситуација, што е тоа што се десило, зашто се десило тоа несогласување, ќе видите дека во еден момент ќе дојдете до точка на согласување. Несогласувањето е веќе таму. Поради тоа несогласување вие немате комуникација со тој човек и поради тоа немате ни добар афинитет. Комуникацијата е начин како да искомуницирате за тоа што се случило, да видите зашто човекот така помислил, можеби не ве разбрал како што треба, можеби вие не сте разбрали нешто како што треба и кога ќе ги расчистите сите тие работи, ќе видите дека афинитетот повторно ќе се обнови и ова е нешто кое што го поврачувам на сите гледачи да пробат да го направат поради тоа што е навистина магија и на тој начин се разрешуваат проблемите во животот. Ја споминавме секако тонската скала, Жарко, како една од хит емисии која што ја имавме и која што навистина исто најде на голем интерес од гледачите. Дури 2 емисии имавме за тонската скала и за начинот на тоа како да се задржиме на повисокото ниво од оваа скала. Ќе ја зборуваме понатаму повторно и ќе се навраќаме на тонската скала како една од најважните алатки за успехот во нашиот живот. Може ли накратко сега уште еден мал дел за тонската скала? Цели 2 емисии ја спомнавме во наредната, ја спомнуваме сега и бога ми ќе ја спомнуваме во 2016 поради тоа што е пак ќе кажам алатка која што е основна за постоењето. Рековме дека ова е скала на емоции која што почнува од плюс 40 до минус 40. Рековме дека овие бројки се произволни, дека немаат некоја поголема важност, но во даден момент рековме дека имаат важност, а тоа беше како да му помогнете на некој во вашата околина да го кренете со емоциите, но за тоа нема да имаме време да објасниме како тоа да го направиме во оваа емисија, пак ќе ги упатиме гледачите на линковите кои што ги имаме на Facebook за да изгледа целата емисија, тоест 2 на тема тонска скала. Овдека само ќе кажеме дека тонската скала е одраз на колку животна сила има човекот. Колку е повеќе, повисоко позиционирана оваа скала, значи дека има повеќе животна сила. Често ги спомнуваме децата во нашите емисии како пример за некој кој што е на висока позиција на тонската скала, поради тоа што има многу животна сила и позитивна животна енергија. Во најмала рака се или на игра, или на акција, или на ентузијазам, развеселеност и така натаму. Значи, рековме дека тонската скала е одраз на колку животен потенцијал или животна сила човекот има. Секој од нас се раѓа со различен квантитет на таа животна сила. Но ќе видите дека кај децата ова е многу изразено поради тоа што рековме ние дека човекот во текот на животот собира болни искуства. Рековме физички болки или некои трауми, трауматски искуства кои што се духовни трауми и дека тие болни искуства крадат дел од таа животна сила. Значи, кога децата се помлади немаат насобрано голем број на такви трауми, физички или ментални трауми. Особено менталните трауми крадат огромна количина на таа животна сила. И ќе видите како тече животот, ќе поминат 20 години, ќе видите дека позиционирањето веќе е на пониско ниво на тонската скала, па дојдете му да човек уште 20 години, ќе видите дека тонот му паѓа, па станува сега загрижен во врска со постоењето, па дојдете уште 20-30 години, ќе видите дека тонот е уште пониско секако кај некој од луѓето. Но зашто ова го кажувам е поради тоа што како животот тече, има се поголема шанса тие трауми да се случат. Може би починала мајката, може би починала таткото, може би се десила некоја друга трагедија која што оставила голема трага кај човекот и сите тие траги, болни искуства кои што влијаат врз нас. Не само што оставаат траги на начин на кој што ние после, како што кажав на почетокот, реагираме несоодветно во дадени моменти, него и ни крадат дел од нашата животна сила. Значи во тие трауми се складира тој потенцијал на животна сила, но преиначен во негативна, деструктивна емоција. И рековме дека диенетиката е начин како да се отправат тие трауми, да се ослободи таа негативна енергија, да се преобрази во позитивна енергија. И поради тоа генетиката како наука е многу битна, поради тоа што го позиционира човекот од пониски ниво на тонската скала, со помош на генетиката човекот се крива на повторно се враќа, да кажеме, на првобитните нивоа како што бил кога бил некојаш кога бил помлад, поради тоа што ја отправа таа заробена негативна енергија и преобратува во позитивна енергија. Затоа што, гледате, колку повеќе имаме позитивна енергија, имаме поголеми шанси да успееме. Колку ни паѓаат овие емоции, на тој начин
тешко се справуваме со работите во животот. Не само за нас, него стануваме потешки и за нашата околина, поради тоа што овие емоции стануваат деструктивни не само за нас, стануваат деструктивни и за самата околина. И рековме дека од овие црвени тонови па надоле, сите овие негативни емоции се снимени во реактивниот ум. Гледате, овие емоции се снимени во аналитичниот ум. Значи, човекот кога има позитивни емоции аналитичен, кога почнува да има негативни емоции, почнува да станува, односно го користи реактивниот ум, а реактивниот ум е деструктивен ум. Значи, тој е ум кој што не води кон опстанок, него не води во неопстанок. Не само нас, него пак ќе кажам и околината. И поради тоа како животот поминува и колку повеќе пак ќе кажам, човекот собира такви трауми, физички болки или болни емоции, тоа краде дел од неговата животна сила и го позиционира човекот на пониско ниво на тонската скала, тоест таа животна сила е таму, но е преобратена и видоизменета во деструктивна животна сила, а тоа значи во, да кажеме, лутина, омраза, огорченост, страв и така натаму. Тоа е пак некоја емоција, но е по-неквалитетна емоција од оваа која што би била горе. И пак ќе кажам, генетиката е начин како човекот да ги отправи тие негативни емоции, да ги преобрази во позитивни. Тонската скала ќе биде секако со нас и во наредните емисии, ќе се навраќаме редовно на сето она што оваа алатка нас ни го нуди. Да. Иако е крај на годината, иако оваа ретроспектива нас не наврати на сето она што изминало во Откриени тајни во 24 од си срце, сепак нашето мото и на емисијата секако Откриени тајни и вашето е дека секогаш во секој момент секој може да направи нов почеток и да искреира нова подобра иднина. Мотивацијата секогаш е во иднината, тоа е нашето мото, да ги мотивираме нашите гледачи да создаваат, да креираат нова иднина, подобра, секако да превземат одговорност во свој раце и за својата иднина и за сето она што го прават, да станат свесни дека само тие се заслужни за креирањето на својата иднина, дека не треба или од никого друг да очекуваат ништо, се е во нивни раце. Па на самиот крај од оваа емисија и пред почетокот на 2016-та еден кус совет како нашите гледачи да ја креираат својата иднина. Како завршен момент и на нашо последно интервју за 2015 година, затоа што утре е првиот ден од 2016 година, најлогично за нас беше да збориме за целите и за иднината како последен сегмент од оваа денешна емисија. И точно е дека секој човек може да преземе иднината во своји раце и нема човек кој што не може да направи нов почеток и позитивен почеток и да искрира иднина каква што сака тој само да искрира. Гледате, минатото може да биде нешто кое што го имаме снимено, пак ќе кажам, во аналитичниот ум, но многу од дадените ситуации не се снимени во реактивниот ум и тој не тера да се обседнуваме со дадени работи кои што и не се конструктивни и креативни. И ќе почнеме да мислиме за зашто тоа го направив, па зашто морав тоа да го направам. Гледате, на тој начин нема да најдеме решение. Човекот почнува кога ќе се обседне со нешто, зашто сгрешил, како успеав така да сгрешам, па зашто морав тоа да го направам, да се само обвинува што е многу ниска емоција, да се само критикува за било кои грешки кои што се имаат случајно. Но ако размислиме, тоа нема да ни го разреши проблемот. Гледате, решението е секогаш во иднината. Почнуваме да стануваме психотични кога сме обседнати со било какви грешки кои што сме ги направиле во минатото и тоа не ни користи. И ќе видите на тонската скала, луѓето кои што се позиционирани високо се обседнати со иднината. Но не само што се обседнати со иднината, него ја креираат иднината. Тргаат на патот да си остварат својата иднина. Иднината е таму за секој од нас. Пак ќе кажам, ако ги расчистиме нашите мисли, ако одлучиме што е тоа што сакаме да ставиме во иднината и почнеме да го креираме тоа, тоа ќе биде таму. Рековме дека умот складира слики како една лента на која што се запишани сите тие моменти. И вие, односно гледачите, вие сте тие кои што знаете, односно кои што имате шанса во овој момент да ја искреирате таа временска лента со позитивни, конструктивни, креативни работи кои што сакате да ги ставите за целта. Од нас зависи што е тоа и во нашиот ум какви моменти ќе има снимено. Гледате, ние ја контролираме таа временска лента. Океј, можеби до сега ни се случили дадени работи кои што не биле добри или пак биле добри, што е супер. Но нема потреба да жалиме, да се каеме, да се обвинуваме за работите кои што веќе се случила. Пак ќе кажам, на тој начин стануваме психотични и на тој начин не почнуваме да размислуваме здраворазумно. Но она што можеме да направиме нов почеток, да направиме нова иднина,
и да ставиме во таа иднина креации на кои што ќе бидеме горди и тие креации да ни бидат меморија на кои што ќе бидеме горди дека имаме, која што ќе ни прави да се чувствуваме убаво, на која што кога ќе се навратиме, ќе имаме убави чувства. Значи, пак ќе кажам, секој од нас има контрола врз тоа што ќе стави во својот ум и каква креација во меморијата на својот ум ќе има. И секој од нас може да замавне со своето магично стапче и да почне да креира магија во 2016 година, да биде креативен, да биде конструктивен и да го направи тоа што стварно го сака. И 2016 година нека биде нов почеток со помош на овие податоци кои што ги даваме, кога човекот ги искористи, се надеваме дека иднината на секој еден кој што не слуша, не гледа, дека ќе му биде подобра. Токму така, 2016-та како е нова и за нашите гледачи, нова е и за нас, и за откриени тајни, како 24 од се срце е тука да работи на подигнувањето на свеста на граѓаните. Заедно сме секако секој четврток и во 2016 година и ќе креираме, се надевам, нови, интересни, возбудливи теми кои што ќе им помогнат на нашите гледачи да ја подигнат својата свест и заедно сите да работиме на подобрување на животот и на квалитетот на животот кој што го живееме. Пред нас е година во која што верувам дека ќе имаме многу енергија да создадеме нови емисии, да искреираме нови теми, да им дадеме на нашите гледачи многу позитивни содржини во нашата емисија, секако во вашето гостување во 24 од се срце. Па можеме ли само накратко како најава дел од темите за кои што ќе разговараме во 2016 година и за кои што ќе дадеме одговори во вашите гостувања и секако ќе откриеме многу тајни, верувам. Целта ни е заедно како тим да уште повеќе подобриме нашата емисија Откриени тајни и да дадеме уште повеќе податоци и знаење и да бидеме уште покорисни за сите наши гледачи. 2016 имаме доста работа, повеќе од 2015. Ќе имаме секако теми кои што се многу битни. Мене една од темите кои што ми е најбитна за успехот на еден човек, а тај ја спомнавме во една од нашите емисии, е учењето. И како човекот да учи, затоа што ако разбере човекот како да учи, затоа што господин од Хабарт има откриена техника со која што човекот може да ги надмине препреките при учењето, затоа што мора да дојдеме до знаење. Имаме книги, имаме начини како да дојдеме до знаење и тоа знаење ќе ни даде сигурноста во животот и ќе не направи покомпетентни. Така да една од емисиите на кои што ќе разговараме ќе биде технологија за учење од господинот Хабарт и трите препреки кои што треба се надминат за човекот да може да разбере нешто, зашто целта на учењето е да добиеме знаење и да го искористиме тоа знаење со кое што знаење ќе може да имаме резултат во физичкиот универзум и да бидеме компетентни. Ќе разговараме за карактеристики на генијалците. Впрочем, секој еден од нас е генијалец. Секој еден од нас е генијалец и има способноста на генијалците. Ќе разговараме за 24 карактеристики кои што се заеднички на сите генијалци и ќе видите дека секој еден од нас ги има тие карактеристики и тоа ќе биде емисија во која што ќе имаме надеж да го отвориме тој капацитет за генијалност кај секој еден од нас. Ќе разговараме за етика и морал. Она за кој што ќе разговараме е како да бидете сигурни во одлуките кои што ќе ги донесете. Значи, некојаш во одлуките кои што ги десуваме си викате дали е ова подобра одлука или ова е подобра одлука. Ќе најдеме еден многу интересен начин и приод како да бидете сигурни дали одлуката е добра или не е добра. Зашто некојаш привлекуваме работи да не се случуваат кои што се неубави и како тоа да не го правиме. Како да се однесуваме и како да креираме за да привлекуваме позитивни работи. И една од првите емисии во наредната година ќе биде како полесно да го добиете она што го сакате. Затоа што човекот за да добие нешто, пак треба да функционира на некој начин за да тоа што го сака може да го привлече да дојде кај него. Така да ќе имаме огромен број на емисии во надеж дека ќе еволуира оваа емисија на едно повисоко и подобро ниво се со цел да гледачите имаат повеќе успех во нивниот живот со помош на знаењето. Жарко, јас ви благодарам многу за сето она што вие го направивте за нашата емисија за 24 од се срце и за Откриени тајни, затоа што со вашето гостување вие ја збогативте нашата емисија. Со вашето гостување во емисијата добивме многу нови гледачи и секако интересни теми на кои што разговаравме, прашања за кои што добивме одговори и верувам дека и во 2016 година секако ќе се дружиме заедно, ќе имаме теми на кои што ќе разговараме и ќе им помагаме на гледачите. Нашето мото останува и понатаму истото. Заедно со заеднички сили да ја
подигнеме свеста, да креираме подобра иднина и секако да се бориме против сите пречки кои што секојдневно ни застануваат на патот кон подобрата иднина. Јас вам ви благодарам и ви посакувам среќна нова 2016 година, многу успех на професионален и на приватен план. Сега ти благодарам на тоа што го правиш, благодарам на твојата цел, кој што знам дека е баш тоа, да им се помогне на гледачите да дојдат во контакт со квалитетни податоци, знаење и така натаму, и не само оваа емисија, него останатите на вашата утринска програма. Би сакал да се заблагодарам на утринската програма, на вашата телевизија. На гледачите сакам да им се заблагодарам поради тоа што многу ни значи кога ќе добиеме убави коментари назад и ги добиваме се повеќе и повеќе, и сум многу благодарен до сите нив. И сакам да има честитам новата година и сите празници кои што и помини, кои што доаѓаат, така да се најдобро ви посакувам во 2016, да бидеме заедно, да се дружиме, се помогнеме еден со друг, да имаме поголем просперитет во 2016 година и секако се со цел да емоциите ги подобриме и луѓето се позиционираат што повеќе и повисоко на оваа тонска скала на емоции. Ви благодарам за се. Ви благодарам, Жарко. Нека 2016 година ви донесе многу успех, вашите предавања да бидат посетени, вашите совети да ги примат поголем број на слушатели и секако да се гледаме секогаш расположени, насмејани и ведри со нови теми и многу одговори. Фала, Сања, исто и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешната 24 од Сесрци, секако за Откриени тајни. Ова е последната емисија за 2015 година. Јас тука ќе искористам можноста да ви ја честитам новата година и да ви посакам среќни новогодишни и божикни празници. Останете со програмата на телевизија 24 Вести. Во следната година секако продолжуваме повторно заедно со вас на нови интересни теми. Пријатно!